На почетокот на овој дневник Црна хроника, 84 годишна жена настрада во пожар во Кочанското село Долни Подлог. Сопругот на несреќната старица во пожарот се здобил со изгореници по телото и лицето и е задржан во болница. 84 годишна старица од Кочанското село Долни Подлог настрадала во пожар кој избовнал вчера среде бел ден во импровизираната помошна просторија во дворот на семејната куќа. Незиниот сопруг видел дека просторијата гори, ризикувајќи го сопствениот живот истрчал да ја помогне, но не успел да ја спаси. Оттаму излегол со тешки изгореници. Во пожарот во кој целосно била уништена импровизираната помошна просторија, животот го загубила 84 годишната жена, а при обидот да ја помогне со телесни повреди, изгореници на лицето и телото, се здобил незиниот 85 годишен сопруг, повреди кои биле констатирани во општата болница во Кочани, каде е задржан на понатамошно лекување. Пожарот кој однесе човечка жртва бил локализиран од Кочанската противпожарна единица. Увид бил извршен од јавен обвинител, екипа на полициската станица во Кочани и инспектор за заштита и спасување. Тешка сообраќајна несреќа се случи денес попладне во близина на крстосницата Базалт. Се судрија две моторни возила, Голф и Опел Корса со штипски регистарски таблички. Првичните информации говорат дека возачот од Корсата е хоспитализиран во Штипската клиничка болница. Увидот треба да ги утврди причините кои довеле до сообраќајната несреќа. Одиме со другите актуалности. Штипскиот буџет се ребалансира. Причината е зголемениот прилив на пари од продажбата на градежно земјиште, за што се прави изголемување на ставката за изградба на инфраструктурни проекти. Основниот буџет на општина Штип се останува ист, но ребалансот се прави за прераспределување од една во друга ставка. Причина за ова е зголемување на средствата од продажба на градежно земјиште, кои се користат за изградба на инфраструктурни проекти. Поглавните промени во делот на приходниот дел се во делот на остварувањето на средства од продажба на земјиште во собственост на Република Македонија, каде што го зголемуваме буџетот во висина некаде од 80 милиони денари. За сметка на тоа намалуваме во делот на отплатата на главницата на кредити кои што очекувавме и ја имавме во буџетот секоја година во однос на кредитот од Европска банка за развој, бидејќи јавното претпријатие се сервисира си го редовно долгот и затоа овие средства ги намаливме. Цветко вели дека во делот на расходите имаат зголемување во ставките за изградба на инфраструктурни проекти. Конкретно во програмите кои што се однесуваат за реализација на реконструкција на улици и патишта и други градби, во делот на уредување на градежно земјиште програмата ја зголемивме за 45 милиони, а во делот на реконструкција на улици и патишта ја зголемивме за некаде околу 16 милиона денари. До крајот на годината со овие средства локалната власт ја изгради и асфалтира нови улици и тротоари во градот, бидејќи имаат средства за нивна реализација. Во меѓувреме општина Штип ги повикува граѓаните и урбаните и местните заедници да доставуваат предлог проекти за нивните улици и населби, а кои се реализираат со новиот буџет за наредната година. Асфалтирана главната улица во Штипски Шардаванбаши, а од денес локалната самоуправа започна да го асфалтира и делот на спојот од улиците Пиринска и Сутиеска. Деновиве општина Штип ќе постави нов асфалт и на булеварот Гоце Делчев. Општина Штип ги асфалтираше улиците во делот кај Шардаванбаши во близина на медицинското училиште и се постави асфалт за поврзување на улиците Мирче Ацев и 25 мај, така што сега населбата Деснаци веќе се доближува до медицинското училиште. Инвестицијата е над 2,5 милиони денари. Реализација на асфалтирање на улици помеѓу улицата, спојката помеѓу улицата Мирче Ацев и улицата 25 мај во Деснаци, значи овде се направија вкупно 1000 метри асфалтирани улици по барање на жителите на оваа местна заедница. Инвестицијата е 2,5 милиони денари, обезбедени од буџетот на општина Штип, а изведувач е Колетранс инженеринг од Штип. Исто така денес започна и асфалтирањето на делот кој ги поврзува улиците Пиринска и Сутиеска. Ќе бидат асфалтирани 8500 метри квадратни.
Општина Штип денес започна со асфалтирање на улицата Пиринска, со дел од улицата Сутјеска. Денес е воведена фирмата во работа. Во текот на денешниот ден ќе биде поставен првиот, односно порамнителниот стој. Во текот на утрешниот ден веќе улицата ќе биде, дел од улицата ќе биде асфалтирана. Зборам за дел од улицата Пиринска и дел од улицата Сутјеска. Инвестиционата вредност на вкупната реконструкција е во висина од 4.200.000 денари и изведува че фирмата Ескаватори. Асфалтирањето ќе продолжи и во наредните денови. Локалната самоуправа планира асфалт да се поставува на булеварот Гоце Делчев, но исто така асфалт ќе се поставува и на улицата Косовска. Девет теракотни икони од Виничко ќе патуваат за Оксфорд, каде што ќе бидат дел од големата изложба насловена "Религиите во империите низ историјата". 9 теракотни икони од Виничкото кале во кои се вградени теолошки пораки од Новиот и Стариот Завет ќе бидат дел од големата изложба "Религиите во империите низ историјата" на Оксфордскиот универзитетски музеј Ашмолијан. Вчера Виничкиот музеј го посети програмскиот директор на Оксфордскиот музеј. It's very important for me to visit the site. Причината што сме овде е подготовката на големата изложба во нашиот музеј Ашмолијан, кој работи при Оксфордскиот универзитет во Велика Британија. Изложбата треба да ги прикаже развојот на големите религии во империите низ историјата. Во рамките на истата ќе бидат изложени неколку поставки за христијанството, или поточно 9 теракотни икони кои се откриени на Виничкото кале. И затоа сум овде како археолог, лично да се запознаам со археолошките богатства на овие терени. Посебно сум фасциниран од поставката во вашиот мал локален музеј Теракота и чест ми е што вашето археолошко богатство ќе го презентираме кај нас. Изложбата ќе биде отворена во октомври 2017-та и ќе трае до јануари 2018-та. Изложбата треба да го прикаже растот на големите религии, христијанството, исламот, јудаизмот, будизмот и хиндуизмот. 9 теракотни икони ќе бидат многу важен дел од изложбата, затоа што ќе го илустрираат моментот кога уметноста на христијанството станува цврста, посочи Робертс при посетата на музејот во Виница. Пред одбележувањето на државниот празник на македонската револуционерна борба 23 октомври, професор доктор Тодор Чепреганов одржа предавање во Штипската библиотека Гоце Делчев, осврнувајќи се на значењето на овој датум и формирањето на македонската револуционерна организација пред 124 години во Солун. Историјата е учителка на животот, но повеќето од младите не се заинтересирани да научат повеќе за делата на нашите револуционери кои се бореле за слободна Македонија, вели истакнатиот историчар Тодор Чепреганов, кој денеска во Штипа по повод одбележувањето на 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, одржа предавање во Штипската универзитетска библиотека. За жал, младите се помалку и помалку се интересираат за историјата, а со тоа се губи една нитка од оноа што биле нивните предци и зашто се бореле. Историјата треба да биде учителка на животот, затоа што многу работи кои што не се случуваат во животот во овој момент се работи кои што веќе се случиле само во друго време и во друг простор. Ваквите научни предавања се од корист за младите. Добро е младите да ја познават историјата. 23 октомври е датум кој е длабоко врежан во колективната меморија на македонскиот народ, потенцираше Чепреганов. Се поврзува со историскиот датум кога пред 124 години во Солун била формирана внатрешната македонска револуционерна организација, со која започнува и македонското револуционерно движење за слободна Македонија. На тој ден група македонци собрани во Солун ја формира македонската револуционерна организација, покасно позната како ТМОРО и ВМОРО. Ова беше организација која што го организираше македонскиот народ за ослободување од османлиската управа и самата организација во текот на 10 години успеа да го подготви македонскиот народ за востание кое што избугна на 2 август 1903
1903 година. Голем број револуционери кои што беа дел од самата организација се вградија во оно што денеска е Република Македонија. Во рамките на денешното предавање во Националната и универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип беа промовирани насловите од преведените трудови објавени во рамките на проектот Врвовите на светската филозофија, историја, психологија и психоанализа. Денес, доколку сакаме еден рамноправен научен диалог да оствариме со светската научна мисла, неопходно е новите научни достигнувања да ги компарираме со достигнувањата на светската научна мисла и достигањето на светската историска наука. Од тука, овој проект го има огромно значење токму за сите студенти, научни работници и истражувачи од областта на историјата и историографијата. Денешното предавање и промоцијата на едицијата се одржа во рамките на есенскиот саем на книгата кој завршува денеска. Организаторите задоволни од реализираното. Со оглед на тоа дека имавме посетители од сите генерации, од најмладите, од градинките, од основните и средните училишта и секако од страна на сите љубители на книгата, ние сме задоволни од посетата, од посетеноста. Верувам дека се продадени доволен број на книги, затоа што цените се навистина многу достапни. На есенскиот саем на книгата годинава се представија повеќе издавачки куќи со литература од повеќе жанрови. Граѓанската акција Пружи отпор, кажи не, го издаде својот прв алманах, а во него може да прочитате анализи, писма, жалби, како и факти за работењето на монополот Македонски телекомуникации. Граѓанската акција Пружи отпор, кажи не, го издаде својот прв алманах. На 110 страници се сублимирани анализи, писма, жалби, над 400 соопштенија, 200 одговори од институции, премиери, како и вистини факти за работењето на монополот Македонски телекомуникации. Во првиот алманах кој деновиве излезе од печат е опфатен периодот од 10 јуни 2004 до 31 декември 2005 година. Во економскиот дел имаме направено анализа колку Република Македонија е загубила со продажбата на Телеком. Тоа се многу огромни пари. Имаме табела, во која тоа се некаде околу 400 милиона евро. Во алманахот е објавен и концесискиот договор на Телеком кој требаше да трае до 2018 година. Направениот притисок од нивна страна, од страна на меѓународната заедница, како и од други невладени организации, се успеа од сметката на граѓаните да се повлече предплатата, подвлекува Митев. Попушти владата и дозволи либерализација 4 години 5 понапред. Со тоа граѓаните се спасени секој месец да не плаќаат цени кој нема никаква показателна трговска цена, бидејќи секој месец плаќаме надоместок или како се не знам како се викаше, некаде околу 300 дена, 299 дена. И плюс импулсите, троши се на импулси. Од граѓанската акција појаснуваат дека се планира да бидат издадени и други алманаси, бидејќи поседуваат над 1000 документи поврзани со работењето на Македонски телекомуникации. Ученици од Штип и Карвинци денеска сите заедно во Државното средно училиште Искра беа дел од проектот Планетата Земја, дом за сите нас. Во овој проект вклучени се одделението за превенција во секторот за внатрешни работи Штип и 3 училишта од Штип и Карвинци. Учениците заеднички цртаа како да ја заштитат планетата, правеа зидни весници, се надпреваруваа во пинг-понг и имаа музички хепенинг. 45 ученици од Државното средно училиште Искра за ученици со посебни потреби, општинските основни училишта Славејко Арсов од Штип и Страшо Пинџур од општина Карвинци денеска беа дел од проектот кој е финансиран од фондацијата Градиме мостови. Учениците заедно цртаа слики и пишуваа пораки на тема Планетата Земја, дом за сите нас. Ангел Чостојановски, начелник на одделението за превенција во СВР Штип, вели дека целта на проектот е ученици од различни националности да се дружат и да воспоставуваат пријателство едни со други. И во овој проект имаме 4 проектни активности, а тоа
е цртање на цртежи со тема Планетата Земја, дом за сите нас, изготвување на зидни весници, спортска игра во пинг-понг и музички хепенинг. Значи самиот проект градиме мостови, целта е да ги премостиме различностите и за таа цел се вклучени 15 ученици од турската заедница од општина Карбинци. Голем дел од нашите ученици, бидејќи представуваме регионално училиште од Источна Македонија, кој што обслужуваме повеќе од 20 општини, се од повеќе националности. Целта на овој проект е да ги зближиме различностите на учениците, една дружба и една промоција и на нашето и на останатите училишта. Наредната недела, наредната среда, овие ученици ќе бидат наши гости, значи Општинското основно училиште Славе Карсов ќе биде домаќин за проектните активности кои што ќе продолжат и понатаму, а наредната недела ќе одиме на гости и во Општинското основно училиште Страшо Пинџур во Карбинци. Во заедничките активности се вклучени ученици од македонска, турска, влашка, ромска и други националности. Денес дојдовме во ово училиште да им дадеме подршка на овие дечиња и да им покажеме дека сите заедно можеме да бидеме сложни и да се дружиме. Да се дружиме, да не се разликуваме по националност, по вера, да не се разликуваме. Да се дружиме се заедно да бидеме. Денес на нас беше многу убаво и многу се дружевме многу. Наредната недела домаќин на проектот кој е финансиран од фондацијата Градиме мостови ќе бидат основните училишта Славе Карсов и Страшо Пинџур. Општина Зрновци во соработка со Сдруженијето на граѓани Движење за одржлив развој од Кочани го заврши проектот за заштита и промоција на платановите стебла во село Мородви стари над 500 години. Проектот се реализира една година во неколку фази. Беше изготвен елаборат по кој од Министерството за животна средина и просторно планирање беше добиено решение со кое дрвјата повторно се прогласени за природна реткост, согласно Законот за заштита на природата. Потоа се пристапи кон реставрација на 7 платанови стебла кои се прогласени за природна реткост, изјави градоначалникот на Зрновци Блаже Станков. При самата реставрација, рече Станков, се постави заштитна ограда од природен материјал и клупи за седење. Проектот е реализиран со финансиска помош од Швајцарската конфедерација преку програмата за зачувување на природата во Република Македонија, за што се инвестирани 650.000 денари. И во овој дневник една еколошка тема, овој пат во врска со дивите депонии. Граѓаните прашуваат, ќе изнајдат ли соодветни алатки одговорните институции и инспекции да им стават крај на дивите депонии. Иако законот за јавна чистота важи за сите, не секој го почитува. Затоа говори и снимениот материјал. Диви депонии секојдневно никнуваат на брговите помеѓу патот кој ги поврзува Дузлак и Бабиво Штип. Штип никако да се ослободи од дивите депонии. Овој простор овде своевремено беше депонија. Општината интервенираше, просторот се исчисти, а се асфалтира и патот. Но позади мене, секојдневно, повторно на ридот, се трупаат отпадоци. А се знае каде треба да завршува шутот градежен на старата депонија, инспекторите подсетуваат. Граѓаните реагираат дека овој дел, иако беше исчистен, секојдневно веќе се наградува. Ке може ли Штип да му рече крај на дивото однесување и на формирањето на еколошки лоши депонии? Потребно е да се преземат поголеми контроли и репрекусии од страна на компетентните институции за овој проблем, сметаат совесните граѓани. Тоа е, види, недисциплинован народа. Без никаква чувство кој дека му падне там фрла. И затоа треба малку по строги оноа да бидат и контрола, и казни, и сепа да стуре ред, иначе не бива ништо. Инаку само за подсетување, казните за непочитувањето на законот за јавна чистота се до 15.000 денари за физички лица, додека истите за правните субјекти се движат дури 3 пати повеќе. Се поставува прашањето, ке може ли градот Штип да се избори дивите депонии да станат минато? Пред спортот, ова информација за сите љубители на благодетите на бањата Кежовица.
Јавното предпријатие ИСАР ги известува корисниците на услугите на бањата Кежовица дека поради изведба на градежни активности, односно реконструкција на тушевите, утре, 20 октомври, општата машка и женска бања ќе работат само до 18 часа. И на крајот следи спорт. Фудбалските третолигаши од групата Исток ги одиграа надпреварите од 8-то коло, во кое се случи рекорд во Струмица на средбата Беласица Конче Бирлик. Паднаа 24 голови, а голгетерот Бобан Марик постигна дури 9 голови. Падна рекордот во третата фудбалска лига група Исток по бројот на постигнати голови. Во Струмица надпреварот Беласица Конче Бирлик заврши со резултат 24:0, а штипјанецот во редовите на струмичани Бобан Марич постигна рекордни 9 голови. Голгетерот Бобан Марич е водачки на листата на стелците со вкупно 17 постигнати голови од досегашните 8 одиграни кола. Инаку Бобан Марич знаел и во минатото да се прослави и да ги тресе мрежите кога постигнало по 2, 3, па дури по 5 голови на своите противници. Овие голгетерски играчки рекорди сигурно ќе бидат запишени во историјата на македонскиот фудбал. Еве ги комплетните резултати од ова 8-о третолигашко коло. Овчеполе Каменица Саса 0:0. Плачковица Слога 1934 6:1. Беласица Конче Бирлик 24:0. Тиверија Напредок Здраве Радово 2:1. Осогово Малеш 2:0. Брегалница Голак Кит Го Пехчево 2:1 и Рудар 1947 Василево 2:3. Табела. Екипата на Беласица е на првото место со 21 бод. Второто и третото место го дела Плачковица и Осогово со 18. Четврто место Овчеполе 17. На петото место Каменица Саса има 13. Шесто место Кит Го Пехчево со 12. Тиверија на седмото место има 11. Осмо место Работик Џумаилија 10. Малеш, Брегалница и Напредок Здраве Радово го делат 9-то, 10-то и 11-то место со по 9 бодови. 12-то место Василево 8. На 13-то Слога 1934 има 6, 14-то место Рудар 1947 1 и на последното 15-то место екипата на Конче Бирлик без освоени бодови. Овде ја завршуваме оваа информативна програма. Благодарност за вниманието, поздрав од дежурната екипа и покана да останете и во продолжение со Ирис телевизија. Довидување.